И покрај се, Jaguar Land Rover не се откажува од своите планови за електрификација, барем не целосно. Следниот Range Rover Evoque ќе биде достапен и како електричен модел. Првата генерација од самиот почеток на својата кариера пред 14 години носеше голем товар очекувања. Како најмал и најурбан модел на марката предизвика поделени мислења, но и покрај скептицизмот што преовладуваше стана еден од најуспешните нивни модели. И втората генерација, представена 2018-та, продолжи по истиот пат, но сепак без темелна модернизација потклекна пред прагот на времето. Во очекување на наследникот закажан за 2027-та, приказната се повторува и од него се очекува многу, највеќе затоа што треба да биде електричен и со својата искра поволно да ги распламти страстите. Според интерните информации, за него е предвидена модуларната платформа од 800 волти на која идната година ќе дебитира Range Rover Velar. Таа ќе му обезбеди исклучително брзо полнење и енергетска ефикасност, а истовремено остави можности за вградување хибридни погонски склопови. Деталите се уште се во сферата на шпекулациите, но според моменталните случувања на пазарот, скоро сигурно е дека ако Land Rover сака со овој модел да остане конкурентен, ќе мора сериозно да ги разгледува и тие опции. Постои веројатност и сегашната генерација паралелно да остане на пазарот, но тоа би бил ризичен компромис за профитот на компанијата на која во последно време не и оди добро.